И време е тука некаде да излеземе од студиото и направиме линковско вклучување, да ја пронајдеме каде се наоѓа нашата Ивана. Колку што јас имам информации, таа е на едно многу атрактивно место кое е прогласено за едно од 100 најпопуларни кафулиња во светот. Иванче, добро утро, среќен чист понеделник, и ако постиш, ти посакувам лесни пости, чисти мисли и убава енергија околу тебе. Како си ова утро? Одлично, Сузе. Ти благодарам секако за убавите зборови. Истото ќе го посакам и на тебе, секако и на сите наши гледачи, да имаат чист, мирен и лесен пост, кој што почнува од денеска по прочка официјално првиот понеделник е чист понеделник и строг пост. Ние ова утро се наоѓаме во, може да кажеме со право, најдобрата кафетерија во Македонија, затоа што е прогласена во 100 најдобри кафетерии во светот. И тоа по втор пат ова кафуле се наоѓа на оваа ранг листа. Оваа година на 85-то место се најде The Dude Speciality Coffee, кој што се наоѓа во центарот на главниот град, односно веднаш до училиштето, основното училиште Песталоци. И со право кажа дека е многу популарно и овие 6 години ги освои Скопјани, па знам дека и дури луѓе од другите градови доаѓаат специјално само за да се напијат кафе овде, односно да пробат што се нуди овде. Јас нема да должам многу, во продолжение ќе разговарам со виновникот за постоењето на ова кафуле, Мирче Чашуле, со кој што ќе дознаеме повеќе за тоа како дојдов тебе пред се да бидете рангирани на ова топ листа кој што се состои од 100 најдобри кафетерии во светот, а вие да го освоите 85-то место. Честитки и секоја чест. Ви благодарам многу. Навистина е голем успех, втор пат да бидете во оваа листа. Особено оваа година изборот беше од 15.000 кафетерии и имаше сублимирано околу 350.000 гласови. Со тоа што категоризацијата за гласање 70% доаѓа од гласовите на судиите, додека 30% се пресметуваат и гласовите кои што ги дале гостите во самите кафетерии. Како што спомнавте, значи оваа година бевме номинирани од Мадридскиот кофи фестивал за во топ 100 кафетерии во светот. Навистина конкуренцијата оваа година беше огромна и самото тоа што сме на листата навистина е огромен успех не само за нас, него за целокупната скопска, македонска кафе, спешалти кофи сцена. Оваа година имавме и посета јавна од суди од самиот настан. Во септември ни дојде Джоли, судика на Мадридскиот фестивал и конкретно судика за изборот на 100 најдобри кафетерии на светот. Беше во нашата кафетерија, остана неколку часови и очигледно сме ставиле добар впечаток. Да, навистина е многу престижно ова признание, како и за вас, како индивидуа, како кафетерија, но и за целата македонска јавност и сите оние кои што работат, мислам дека во оваа сфера. Да, ние конкретно сме мал бизнис, практично семеен бизнис. Навистина е големо достигнување, затоа што очигледно го препознаваат нашиот труд и нашата желба да служиме квалитетен производ и со тоа да поставиме некои стандарди кои што се веќе високи стандарди поставени од сите наши колеги и да продолжиме понатака да бидеме само подобри. И ова признание е голема одговорност затоа што веќе се наметнува комплетно една ситуација во која што не смееме веќе да потврлиме. Да. Со право да си го држите овој ранг кој што го имате. Можете да ни кажете малку повеќе од атмосферата во Мадрид, како беше, очекувавте, ви соопштија ли претходно дека ќе бидете добитници, дека повторно ќе бидете рангирани на оваа листа за 100 најдобри кафетерии во светот? Па оваа година ни соопштија во јануари, крајот на јануари, дека сме на листата, не ни кажа на кое место. И оваа година јас и моите баристи заминавме во Мадрид на кофи фестивалот и навистина беше прекрасно искуство не само за мене, него за целокупниот тим, затоа што имавме прилика да запознаеме луѓе од нашата бранша од целиот свет. Значи, буквално сите 100 кафетерии дојдоа, значи имаше представници од Азија, од сите континенти, не знам, доаѓаа луѓе од Малезија, од Индонезија, од Јапонија, од Канада, Америка,
комплетно сите што беа номинирани и што беа добитници од Европа. И исто така не е за занемарување да се каже дека од Балканот сме само ние, има една кафетерија во Бугарија и една кафетерија во Грција, што навистина за нас е големо постигнување и се надевам дека следната година сите кои што навистина имаат квалитет, не само од нас, него од целокупниот регион ќе бидат дел од оваа листа. Искуството беше, како да ви кажам, неповторливо. Тоа е огромен саем за кафе. Имаше во тие 3 дена колку што трае фестивалот, имало поминато околу 35.000 луѓе поминаа. Имаше преку 150 изложувачи на кафе, значи на англиски роустери, на наши, не знам, пржачи на кафе. И навистина имавме прилика да пробаме што се пие на сите континенти. Видовме нови процеси на подготвување на кафе, нови процеси на печење на самото кафе и навистина видовме во која насока ќе се движи веќе 5-тиот бран на спешалти кофи во светски рамки. Да, 15, да се биде рангиран во 15.000 кафетерии од светот, и ни малку не е, нели, за подценување, никако. Верувам дека кај вас имаше многу голем адреналин и знаете каков успех нели имате освоено, но и 350.000 гласачи кои што имаат гласен, ова исто така сериозна бројка. Да, сериозна бројка, затоа што навистина ова е глобален настан, доколку лани кога бевме на листата и кога не номинираа, малце бевме со неверување, оваа година ја свативме тежината на целиот тој избор и навистина оваа година малце повеќе ни гореше душичката дали ќе влеземе или нема да влеземе, затоа што тоа што го видовме оваа година, и исто така интересен факт е дека од 157 се повтор пат избрани. Ние лани бевме рангирани 63-ти, оваа година сме 85-ти, може би имаме пад мал, но тоа не е пад поради пад на квалитетот, него поради огромната конкуренција, затоа што луѓе овде има кафетерии кои што вредат милиони евра, има кафетерии кои што имаат нивни пржилници за кафе, имаат кафетерии кои што комплетно имаат нивни кујни и навистина за нас мала кафетерија која што пред 6 години започна во корона е огромен успех и се надеваме дека и понатака ќе достојно ќе ја представуваме македонската кафе сцена на било кој меѓународен фестивал или меѓународен избор. Да, какви се видови на кафе има во Дјут? Верувам дека многумина знаат, но оние кои што ќе ги инспирираме нели со овој разговор да дојдат и да пробаат. Кај нас се служат исклучиво 100% арабики и секој ден се трудиме да имаме кафења од различни региони. Конкретно денеска на избор имаме кафе од Бразил, Етиопија и Гватемала. И разликата на самите кафења доаѓа во самиот вкус и начинот на кој што е печен. Значи, како е печено кафето, таков вкус ќе добиете и нормално во зависност од каква екстракција ќе извади баристата на смена. Конкретно, бразилското кафе ни е стандардно, затоа што е некаков прв чекор за влез во еден вид на малце поразлично кафе. Етиопијата е малце по-овошна на вкус, практично би му дошло малце по-киселка. Не сакаме да го истакнуваме тој избор, затоа што најчесто ги одвраќа самите гости да пробаат, додека третото кафе се трудиме секогаш да биде малце по-екзотично и да биде прилика за самиот гостин да проба нешто кое што не би имал прилика да го проба во секојдневната понуда на кафења во Скопје. Да, секако сите оние кои што сакаат нели капучино може и со млеко нели да си го зачинат, може и со растително млеко нели се ја запустите. Споменавте дека имате пробано многу нели кафења, сега кога сте биле во Мадрид, според вас каде е најдоброто кафе? Па не знам, јас секогаш сум фан на африканските кафења, но искрено да ви кажам во последно време доаѓа еден тренд од Колумбија и доаѓаат кафења ферментирани со најразлични овошја, со најразлични видови на суплементи кои што навистина даваат необични вкусови кои што не сме ни можеле да знаеме дека би можеле да излезат од еден шот кафе, ама секогаш мојот фаворит ќе биде етиопското кафе. Го имате и тука, така што верувам дека секојдневно нели си го конзумирате. Втор пат на оваа листа, потсетуваме уште еднаш. Што значи сега ова за Дјут Спешиалити кофи и каде ќе ве носи ова рангирање понатам, затоа што имате голема одговорност сега веќе?
Па да, секако одговорноста е уште поголема од лани, значи и цел ни е да успееме да го задржиме квалитетот што го имаме, затоа што знаете кога добивате вакво признание се зголемува и обемот на работа, затоа што луѓе од најразлични профили дознаваат за нашата кафетерија, а и целта ни било секогаш да имаме различен тип на луѓе, не сме се ограничувале да се обраќаме само кон одредена публика, да им го представиме нашиот производ во најдобро светло и секако да видиме доколку и до година успееме да влеземе на оваа листа, тоа ќе биде навистина огромен успех кој што би бил незамислив. Јас она што ќе ви посакам е да имате здравје за да можете да работите, затоа што споминавте дека е семеен бизнис, вие сте нели клучните во бизнисот, не можете да го препуштите, да го ставите на други, да имате добро здравје и се понатаму нели само ќе се дојде, во посакувам уште многу успеси и уште 100 пати да бидете рангирани на оваа листа која што е многу престижна во светот. Ви благодарам многу и најпред се сакам да се заблагодарам на целиот тим кој што работи во The Dude Specialty Coffee и сум пресреќен затоа што најголем дел од персоналот веќе работи 5 години во самиот локал, што е голем успех за еден угостителски во денешно време. Исто така би сакал да ги поздравам и да им се заблагодарам и на сите наши партнери кои што се трудат да го добиеме производот како што треба. Пред се на нашиот најголем пржач на кафе од Холандија, Manhattan Roasters, од кој што редовно добиваме кафе, а и тука е локалната поддршка, значи на Типика роустери кои што секојдневно ни го нудат бразилското кафе кое што го имаме и навистина поставуваат и стандарди за печење кафе на македонската сцена. Така да целокупно големо благодарам на сите и се надевам дека и до година и во блиска и во далечна иднина ќе успеаме да задржиме континуитет и квалитет и дај Боже да носиме повеќе успеси. Верувам во вас и верувам дека ќе биде така. Ви благодарам Мирче Уштинаш, уште многу успеси во иднина. Јас ќе останам тука во добрата атмосфера која што е во The Dude Specialty Coffee. Секоја утро е вака, вели Мирче. Буквално постојано влегуваат и излегуваат луѓе овде, луѓе кои што дури пред работа доаѓаат да си го испијат своето прво вистинско кафе. На здравје нека ви е кафенцето на сите кои што во овој момент го пиете. Ма браво и секоја чест на целиот тим на ова кафе кое што навистина ни е потврда дека и во светот можеме да видиме нешто и некој и да се слушне нашиот глас надалеку, особено по нашето кафе и особено по она кое што тие го создаваат цели 5,5-6 години.